Физичари, спремни? Здраво, Добар ден, деца. Добар ден, деца. Бев јас една штука, да не се представувам или може да се представам. Наставникот Борче. Да, така е, наставникот Борче Димитриевски од Основното училиште Круме Кепески во Киселова, општината Киселова. Сега ќе работиме прво часот за 8 деление, тоа ќе ни биде од земјата и подалеку, односно наслов на часот ќе биде ден и ноќ. Ние сите знаеме дека живееме на земјата. И секогаш кога ќе погледнеме нагоре, ги гледаме звездите, ако е темно или месечината, ако е ведро небото, а кога е светло, кога е ден, го гледаме сонцето и гледаме дека тие ги менуваат своите положби со текот на денот. И се прашуваме дали тие се вртат околу нас, бидејќи мислиме дека ние сме центарот на целата галаксија. Како се движат земјата, месечината и сонцето, а нормално и останатите други звезди, бидејќи сонцето е нашата звезда. Тие се движат по елиптични патеки. Сега може овде да видиме, вака. Еве ја патеката, ова е таа една елиптична патека, по која се движат планетите. Сега, време потребно за ротација, бидејќи за било кој процес на движење што се одвива во природата е потребно време, така и да видиме колку е потребно време за половина ротација на Земјата околу Сонцето. Еве, пример, ако биде Земјата тука, за половина ќе дојде до тука. Така. Ако сега време потребно за едно завртување на месечината околу Земјата. Време потребно на едно завртување на месечината околу Земјата е 27 дена и 27 дена. И треба и нешто на месечината да се направи едно завртување околу Земјата. И тоа едно 3/4 на завртувањето на Земјата околу Сонцето. Еве сега ќе го и тоа најдеме. Ако е Земјата тука, за да дојде до 3/4 треба да дојде тука. Значи, тоа е 3/4 на завртувањето на Земјата околу Сонцето. Се враќаме повторно тука. Земјата, освен што ротира околу, се врти околу Сонцето, таа се врти околу својата оска, својата собствена оска. И време потребно за да помине околу својата собствена оска да направи едно завртување е 23 часа и 56 минути. За толку време таа се завртува околу својата собствена оска. Сега, како што рековме, гледаме ние дека во изгреј сонце, сонцето излегува од исток. Се движи по хоризонтот, доаѓа највисоко, напладне и заоѓа на запад. Во зајди сонце заоѓа на запад. И ова е во текот на денот. Потоа настанува ноќ. И ова ни е привидно движење на сонцето. Зошто велиме привидно движење на сонцето? Велиме привидно движење на сонцето, бидејќи не се движи сонцето околу Земјата, туку како што рековме, Земјата се движи околу сонцето. Но бидејќи таа ротира. Така е, и бидејќи таа ротира, рековме дека
ни се изгледа дека сонцето се движи од исток кон запад. Тоа велиме дека е така ни изгледа бидејќи земјата всушност ротира од запад кон исток. така. Таа ротира околу својата оска на ротација. Оската на ротација на земјата е линија која ги поврзува северниот и јужниот пол. И таа е малку наклонета кон еклиптиката. Еве ја еклиптиката. Патеката по која се движи земјата, движењето на земјата околу сонцето се нарекува револуција и гледаме дека таа е малку наклонета земјата. Еве ни го и глобусот и од него може да видиме дека е малку наклонет. Да. Не е северниот пол и јужниот пол не се подагол од 90 степени, туку се малку наклонети кон рамнината на еклиптиката. Така. И бидејќи земјата е наклонета кон еклиптиката, во ротацијата на земјата е наклонета кон еклиптиката. И секогаш во текот на денот од сонцето на земјата паѓаат определена енергија. Таа енергија каде ќе падне зависи од местоположбата на земјата. Еве ние, еве го тоа, значи сонцето праќа зраци, светлински зраци кон земјата, но бидејќи земјата е малку наклонета кон еклиптиката, не еден дел од земјата ќе биде осветлен и таму каде што е осветлен ќе биде ден, а другиот дел што не е осветлен ќе биде ноќ. Но во определени делови на земјата, бидејќи таа е ротационата оска е наклонета кон еклиптиката, еден дел како што гледаме овде Многу поретко на многу помалку изложен на сонце. Така е, ова хемисфера е многу повеќе изложена отколку северната хемисфера на земјата. Затоа на северната хемисфера тогаш имаме зима, бидејќи помалку доаѓа сонце. А на јужната хемисфера е лето. Бидејќи на јужната хемисфера паѓаат сончевите зраци, речиси подагол од 90 степени, додека на северната хемисфера помалку паѓаат. И во им требаат подолго време за да стигнат зраците до земја. И во горниот дел, во близината на северниот пол, ни се појавува еден феномен кој се нарекува поларна ноќ. Значи, ноќта трае подолго отколку 24 часа. Да. Додека на јужниот пол е поларен ден. Бидејќи во поларната ноќ воопшто не доаѓаат светлински зраци во тој дел од земјата и затоа имаме поларна ноќ, а ваму цело време е осветлено. И поларната ноќ трае со месеци, поларната ден исто така трае со месеци. Кога ќе се заврти обратно земјата, ротацијата кога ќе се заврти, кога северниот дел, северниот пол ќе биде свртен, ќе биде наклонет кон сонцето, тогаш, а јужниот пол ќе биде наклонет спротив сонцето, тогаш на северниот пол ќе имаме поларна ден, а на јужниот пол и делот околу него ќе имаме поларна ноќ. И кај нас, на северната хемисфера, ќе настапи летен период. Овде, на 21 март и на 23 септември имаме на 21 март имаме пролетна рамнодневница, а на 23 септември имаме
есенска рамнодневница. Што значи тоа пролетна есенска рамнодневница? Тогаш во сите делови на земјата подеднакво трае денот и ноќта. Еклиптиката и екваторот се сечат во една точка и во сите делови на земјата подеднакво е денот и ноќта. Инаку на 22 декември е најмал денот на северната полутопка, а на 22 јуни е најмал денот на јужната полутопка. Бидејќи тогаш најмалку паѓаат сончеви зраци кон јужната полутопка, бидејќи земјата така е завртена да ротационата северниот пол е повеќе наклонет кон сонцето. Овде имаме сега како ни се формираат сенката и гледаме дека наутро и навечер сенката ни е најголема, додека напладне сенката е најмала, бидејќи сончевите зраци паѓаат под на најмал ъгол. Сега уште ова да го објасниме, бидејќи земјата, како што рековме, се врти од запад кон исток. Затоа, ако овде е ден, овде е ноќ. Кога овде доаѓа ден, овде доаѓа ноќ. Затоа многу знаеме сите при прославата на Нова година, знаеме дека прво Нова година доаѓа во Океанија, Австралија, Јапонија, па дури тогаш кај нас. Тоа е од ротацијата на земјата. И ротацијата на земјата е секогаш од запад кон исток. Така. Сега, дали имате вие некои прашања? Па не знам. Ова е многу интересно, ама за моите прашања наставнику ни требаат денови и денови за да ги решиме. Ова секогаш ми било многу возбудливо. Така не знам, може да... Постави едно прашање што Па не знам. Сакате вие уште нешто да ни кажете, ама мислам дека овој час ни заврши, дека имаме... Не е завршен, имаме време, добра? Тогаш, што ми имаме време, еве вака, ако е пример, еве ние земјата, еве ротацијата на земјата, Така. ако е во Европа ден, какво што ќе биде во Австралија? Ако е во Европа ден, во Австралија ќе биде веќе ноќ. Односно, ако во Австралија ќе биде Така е. Така. Односно по часови може да биде од не знам од 8 до 12 до Нов Зеланд е веќе 12 часот мислам, али затоа и часовни зони има. Да. Бидејќи од зависноста на единствено во Ако би немало тогаш 12 на пладне, ќе нема да биде 12 на пладне, ќе во Австралија ќе биде ноќе во 8 или 9 часот. Тоа е доста интересен феномен кај поларните, во близина на поларните области. Кажува определени пријатели што биле во Мурманск, на крајниот север на Русија. Таму, пошто денот трае малку подолго и ноќта трае малку подолго и нашите луѓе што одат таму малку им е поспецифично да се прилагодат на тој начин на живење, бидејќи денот не завршува во 24 часа, туку уште си трае денот. Нема ноќ, така? Нема ноќ, така е. Зошто да речеме во Европа, да речеме во Македонија и во Англија, сонцето, а сме во Европа, и сме речиси близку, на истата хемисфера, и зошто во Македонија сонцето заоѓа, да речеме, во 7 часот, а во Англија заоѓа во 9:30. Па во зависност од ротацијата на земјата. Исто поради ротацијата на земјата. Би можеле, само би требало повеќе
време да имаме да го светлиме глобусот со светлина и да го вртиме Тоа би го глобусот. светлила вака од овде. Да. И еве ни ја Европа. Еве ни ја Европа и гледаме како доаѓа светлината и гледаме денот зошто трае повеќе во Англија отколку кај нас. Кај нас веќе е ноќ, а кај нив е ден. Бидејќи И како што се врти од Да. ова, да. да, така. како што се врти, така паѓаат сончевите зраци. Да, и затоа да, Да. ете, логично е. И земјата секогаш се врти од запад кон исток. Така. Не може ротацијата на земјата да се смени од Од исток исток кон кон запад. запад. Затоа ни привидно изгледа Тогаш дека сонцето ќе ни излегува од запад. не, привидно ни изгледа дека сонцето ни излегува од исток. Да, заради вртењето, ама тогаш би било обратно. така. Супер. Така. Одлично. Да преминеме на следниот час, може? Може. Ајде.